Добар ден, благодарам што дојдовте. Денеска ВМРО ДПМН повторно е на улица. Како што најавивме пред неколку дена, бараме од власта, од оваа мафијашка власт, да ги слушне барањата на граѓаните. Ние денеска дојдовме до регулаторната комисија. Јас подоцна ќе ви дадам едно видео да видите како не пречека со затворени врати. Никој не ни отвори вратата за да го поднесеме ова барање до нив. Се разбира, ВМРО ДПМН ги повикува сите граѓани да дојдат да ни се придружат, бидејќи ние сакаме да го слушнеме гласот на народот. Гласот на народот е да се намали оваа цена на струјата. Бараме да се врати цената. А исто така бараме да си поднесат оставка сите членови на регулаторната комисија, се разбира, на чело со председател. Нивниот председател кој недемократски председател не ни отвори врата денеска за да доставиме само едно барање. Тоа е ова барање каде што ние ги доставуваме главните причини, она што граѓаните го бараат, а тоа е да се врати цената на струјата и се разбира овие партиски членови да си заминат и да дојдат квалитетни луѓе кои на вистина ќе се грижат за сите граѓани во Македонија. ВМРО ДПМН не продолжува да биде на улица. Затоа го повикуваме целиот народ. Ги повикуваме сите здруженија, сите граѓани да ни се придружат. Оваа битка не е само наша битка. Ова е битка на секој еден граѓанин. Мора да го чујат нашиот глас, бидејќи само така сите сме посилни. Затоа ВМРО ДПМН нема да престане, туку ќе се здржува, заедно ќе се сплотува со многу невладини организации, граѓански асоциации, здруженија и сите оние граѓани што сакаат да победи правдата. Затоа ние денеска тука ги блокиравме овие раскрсници. Токму тука пред регулаторната комисија, но сакам исто така и да им се извинам на граѓаните поради оваа блокада. Знам дека можеби направивме гужва во собраќајот, но тоа го правиме за сите граѓани. Го правиме за да победиме сите заеднички. Бидејќи оваа мафијашка власт единствено може да слушне нешто само ако сме гласни. Затоа уште еднаш благодарност до сите што дојдовме, што дојдоа и ние ќе продолжиме со сите демократски алатки, со сите оние работи што ни се на располагање да го чујат нашиот глас. Благодарам уште еднаш што доаѓате и што ни давате внимание. ВМРО ДПМН сега ќе продолжи со овие активности, но се разбира ако власта има слух, ние ќе поздравиме таа одлука и се разбира и ги пофалиме. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте. Ако имате прашања, поведете. Споменавте демократски алатки, кои се другите освен протести, бидејќи еве досега ваквите барања не ги примаат во регулаторната комисија. Што доколку нема поевтинување на струјата и оставка од РК како што барате? Благодарам на прашањето. И добро прашање. Денеска ние можевме во собрание за тоа да дискутираме. Ние како пратеници сакаме да збориме за тоа, сакаме да го кренеме гласот. Знаете што? Немаат кворум. Денеска пробуваат со една комисија за именување, каде што веќе ги немаат поминато на пленарна седница од луѓите за работни тела да се изгласаат комисии. Знаете зашто? Бидејќи за жал еден од пратениците е заразен со ковид и ја му посакувам добро здравје, но немаат кворум. Не знаат како да направат, како да излажат во јавност дека имаат пус пратеници, да ја замајуваат јавноста дека све е под контрола, се е розе оваа земја, но не. Ние сите алатки ќе ги употребиме. Демократијата значи да зборуваме во собрание, да зборуваме јас и Јанушев и Александар и сите пратеници. Да знаат сите граѓани за што се бориме. Не може еден месец ние да чекаме милост од Талат Џафери оваа власт да влеземе во собранието. Затоа ова е демократски чин. Ние доаѓаме тука, разговараме со сите граѓани што сакаат да ни се придружат, ајде сите заедно со демократски алатки да слушне оваа власт што се потребите на граѓаните. Затоа се што е демократски ние ќе го спроведуваме. Ако имате наредниот протест имате веќе испланирано и дали планирате да се приклучите на оние протести што се за попладнево закажани? Не знам кој ги организира тие протести, но ги поздравуваме, се разбира ако се мирни, демократски. Секој има право тоа да го прави. Наредните чекори се разбира ќе ви ги кажеме, бидејќи првин чекаме и одговор од владата. Ако владата има слух, се разбира, ние ќе ги промениме и нашите одлуки, дали ќе има барикади и протести, но познавајќи оваа власт, што се правиш и што прави, можам едно да кажам. Почитувани граѓани, се гледаме на улиците. Благодарам уште еднаш на сите.